Колега, барам, реплицирате врз база на многу предпоставки што вие сметате дека е или не е. Јас апсолутно, јас ви кажувам со аргументи. Рековте не верувате дека синдикатот поднел вакво, јас ви докажав дека синдикатот, сега велите кај е синдикатот. Ајде најдете ми еден полицаец, јас и ти ќе се прошетам. Еден во цела Република Македонија, еден полицаец. Значи еден полицаец зборувам. На ниеден синдикат да не е член. Небитно. Кој што ќе ви каже не, јас сум задоволен, платата ни е супер и не сакам 10% зголемување на плата. Мислам дека зборуваме за нешто што го бараат сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Дали тоа тие го артикулирале преку синдикатно барање, дали го артикулирале поединечно, дали го артикулирале преку не знам какви форми на разговор, тоа е реално барање кое што реално е потребно на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Заборуваме за 10%, кое што апсолутно не е ни доволно во време на криза, во време на енормни поскапувања. Втора работа, во законот за внатрешни работи изрично е забрането не само членување во политичка партија, туку генерално се наведени сите можности за политичко влијание врз на полициски службени. Значи, ако ние сега сакаме да го читаме законот, кога се работи за ВМРО, да велиме дека не сме ништо, а кога се работи за ДУИ, да велиме дека сме све, мислам дека сме неискрени. Ако го читаме законот, ќе го читаме еднакво за сите. Не може висок полициски службеник, до полицаец, ако сакате, да оди на трибина на СДСМ, која што е партиска трибина. Не е тоа граѓанска трибина на владата. Зборуваме за политичка партија СДСМ, која што организира трибина не една, во сите градови во Република Македонија повеќе. И таму да присуствуваат инспектори, полицајци и високи полициски старешини на тие трибини. Да се заблагодаруваат на поединци, да се заблагодаруваат на политики, да велат дека СДСМ требало да биде не знам што. Тоа е сериозен проблем прво во општеството. Сериозен проблем во општеството, затоа што замислете од еден граѓанин кога ќе го гледа началникот на РЦ Север Куманово, кој што е и во некаква родбинска врска со министерот, како се слика на една таква трибина, каква порака тој праќа према граѓаните прво. А потоа и законски проблем, истиот да биде вработен во Министерството за внатрешни работи, а е активист на политичка партија. И вакви примери можам да ви дадам, ако сакате, со име и презиме. Ако е така како што велите вие дека сите биле политички активни, тогаш зошто сте донеле закон за кој што и вие сте гласале дека се забранува политичка активност во полицијата? Од тој момент, почитуван колега, заборавете више на политичката активност во полицијата, ако сме искрени, како што вие милувате да кажете. Затоа сега вие како ми зборувате дека сите биле таму политички, вие сте неискрени во делот кога сте го гласале законот за полиција и кога сте забраниле политичко действување. Сте го направиле тоа про форма, а сега ќе не убедувате дека тоа е дозволено. И знаете ли што е па уште поголем проблем, ако ја прифатам вашата логика? Затоа што кога полицаец се слика на трибина на СДСМ, утре дента е унапреден. А кога полицаец, не дај Боже, се слика на партиски настав на ВМРО, утре е на дисциплинска. Е тоа се двојните стандарди кои што ги прави ова ваше владеачко мнозинство.